Локалната самоуправа следната година најмногу ќе се фокусира на економскиот развој, подобрувањето на бизнис климата, дополнителното заживување на индустриските развојни зони и отворање на нови работни места, вели градоначалникот Шадиев, ќе се овозможи преку буџетот за 2015-та. Истиот изнесува повеќе од 12 милиони евра. Најмногу улагаме во локалниот економски развој, односно привлекување на нови инвестиции. Тоа го велам затоа што во текот на првиот месец на 2015 година, јануар месец, ќе биде веќе и понудена на продажба и ја очекувам распродаја на индустријската зона Речни 2, а вториот сегмент го дефинирам на тоа што ќе во програмата е влезено и уредување на индустријската зона Мамутчево. Тоа значи дека ние сме силно ориентирани да продолжиме во трендот на нудење на потенцијалните инвеститори услови за отварање на мали, средни, големи погони во Велес, односно на вработувањето. Изградба и реконструкција на улици, нови водоводни и канализациони мрежи, уредување на паркови површини и ова ќе бидат дел од приоритетите за следната 2015-та. Според Шадиев, ќе се запази трендот од годинава да се работи во секој дел од градот и да се опфатат што повеќе рурални средини. Овој буџет предвидува исто така многу инфраструктурни проекти кои што ќе бидат од значителна помош на нашите сограѓани. Тука би ставил уште еден капитален објект, доколку ќе добиеме сите потребни одобренија, ќе правиме кружен тек кај Авона, со тоа што го подготвуваме, ќе го решиме тој дел на сообраќајот кој што го решивме со кружниот тек кај Кустурница. Тоа не е зацртано за идната година и исто така многу инфраструктурни проекти во високите зони на градот. Тоа значи ќе бидат опфанати сегментите популарно на спротива наречени, значи говориме за Јордан Џурнов, за Маца Овчарова, говориме за Джинот улицата, Јане Сандански, улиците на Костурница, улиците на Прцорек. На последно одржаната седница советниците ја усвоија нацрт верзијата на буџетот за 2015-та. По одржувањето на јавната расправа ќе се пристапи кон донесување на неговата конечна верзија.